Добар ден! Добре дојдовте во уште едно ново издание на отвореното студио 1. Денеска среда се дружите со мене и мојот колега Владко Чаловски, кој што во продолжение ќе ви најави што се ќе се одржи и ова наше денешно отворено студио 1. Ти благодарам, Јана. Добар ден пред се и од мене, а сега да видиме што е она што ќе го гледаме во текот на денот. Како и секое студио 1, стандардно за почетокот од 14 до некаде 14:25, 14:30 часот ги издвојуваме сите оние хајлајтси, односно барем дел од разговорите кои што се случувале во текот на вчерашниот ден во студиото или во некоја од авторските емисии. Потоа секако следуваат вестите со колегата Александар Петрески, денеска се дружите до некаде попладне. Ќе проследите и временската прогноза со Славчо Поповски. Славчо Поповски воедно ние и на кратко гостина овде во студиото ќе зборуваме за овие типични или нетипични температури кои што ги имаме во моментов, па потоа околу 15:20 се враќаме со Јана овде во студиото. Наш гостин е Вилјан Дрплјанин од Хелсиншки комитет со кој што ќе ги отвориме сите прашања поврзани со мобингот, дали тоа е директен мобинг или скриен мобинг, без разлика, и колку жртвите на мобинг всушност се отвораат и зборуваат за овој проблем. Дејан Андоновиќ секако, нашиот редовен аналитичар кога се работи за темите од светот. Некаде околу 16:45, некаде пред 17 часот, гостин овде во студиото е доктор Злате Мехмедовиќ, директор на здравствен дом, со кого ќе зборуваме за сите проблеми со кои што се соочува итната медицинска помош. Ќе ги отвориме прашањата. Знаеме дека и овде има проблеми, меѓутоа ќе слушнеме од господинот Мехмедовиќ за тоа, за потоа да следува забавниот дел со Драган Вучич, со нашите ексклузивци, со секако Сергеј Варошлија и неговата модна полиција. Околу 19 часот, нешто по 19 часот, ќе ве дружат Борјан Јовановски и Ацо Кабранов, а прва тема која што ќе ја зборуваат, ќе ја разговараат овде со Арбен Таравари, поранешниот министер за здравство, сега градоначалник на Гостивар, е за последните случувања со страотната несреќа кај ласкарци. За во дневникот гостин да биде историчарот Петар Тодоров. Следува во 21 часот авторската емисија Печат на неделата со Сашо Ордановски, а околу 22 часот Студио 1 ќе се занимава со лауреати од Берлиналето, како и звездите од Ханиленд, амбасадорите на Македонија, кога е во поглед културата секако и кои што ја прославија Македонија. И околу 22:30 часот ќе го проследите дневникот и тука некаде околу 23, како што е редот, го завршуваме ова Студио 1. Накратко така би се движел денот. Јана, повели. Така е, сега започнуваме со она што го најави колегата Чаловски. Еден извадок од вчерашното отворено Студио 1, каде што домаќин беше колегата Александар Чумовски. Помеѓу гостите беше и председателот на архитектите на Македонија, Мартин Пановски. На прашањата кои што одговараше какво Скопје сакаме и сите тие предизвици со кои што се соочуваат архитектите за современо. Скопје даде многу видувања, сега кога неизбежно беше и прашањето за проектот Скопје 2014, кој што го нарече комплетна шизофренија. Ова е дел од најавата, а во продолжение слушаме што има и друго да каже Пановски. Во кој правец оди современата архитектура? Во кој правец оди урбанистичкиот развој? На каков начин ќе се имплементираат во модерните градби или во модерното Скопје новите стандарди на екоенергија, заштита на човекова околина? И ние натаму ќе си играме мајтап со граѓаните и со просторот со кој владееме? Да. Вака, светските текови, мислам дека не може да се кажат, се движат таму и таму. Значи, како што беше и на конференцијава, имавме гости кои што беа 12 презентери всушност и плюс модератори, чи некои си 16 архитекти разговараа
за архитектурата, беа презентирани, беа од 7 земји, значи имаме од различни делови од светот, и се виде архитектура која што е комплетно различна. Значи имате и мали проекти кои што се многу значени за нас како архитекти, кои што покажуваат некој пристап кон зеленило, кон некој дух на живење на градовите, популарно кажано sustainability, а од друга страна видовме и крупни проекти, крупни зафати, кои што значат некај мешана намена, тоест mixed use проекти, каде што имате станови, имате шопинг, имате култура и така натака. Кон тоа цели светот. Светот всушност цели кон нормално работење. Не може да кажеме дека овдека е нормално работењето. Оној дел кој што кај нас популарно сакаме да кажеме енергетски ефикасни објекти и така натака, тоа е веќе стандард. Ја лично како архитект се нервирам кога ќе ми кажат еколошка е зградата. Ако фино еколошка е, али нема доволно прозори, катастрофална функција има и зградата не е добра. Тоа самото кај нас кога ќе кажете еколошка е као дека е добра. Не е добра. Дури мислам дека и многу малци има од тие кои што се прогласени како еколошки. Тоа е само ефтин маркетиншки трик. Особено кога ставаме ефтини прозори и така натаму. Да, видите. Тоа е еден стандард. Да. Тоа е еден стандард, не треба да се фалите со тоа. Тоа е стандард како да мислам кај нас има проблем што примери немате доволно осветлени простори, имате мали простори по стандарди. Зборувам за становање. Што имате мал стан кој што е ван сите стандарди, затоа што едноставно сме ние сиромашна земја и луѓето ги купуваат тие станови. Проблемот што настанува, затоа имате регулатива колку е минималните стандарди, затоа што тоа подоцна се пресликува на социјалниот живот на луѓето кои што живеат таму. Они кога го купуваат станот, не се свесни како живее, каков фидбек ќе има станот кон нивната психа. Тоа подоцна се искажува. Затоа постојат тие. Не сме ги измислиле ние затоа што така ни текнало. Студии се правени од пред еден век, ако не и повеќе. Но ако е комбинацијата на нови архитектонски решенија или плурализам на архитектонски решенија меѓу традиционалното, новото и така натаму, кои се за вас обврзувачки, кои се за светот на урбанистите и архитектите обврзувачки критериуми? Така. Биеналето на архитектура беше есеноска, нашето, венециското беше претходно. Темата која провеува и која што всушност е и документ кој што оваа држава го потпиша преку Министерството за култура, тоа е една декларација која што се вика Баукултур. Таа е потпишана во Давос, мислам дека точно пред една година. Во Баукултур се наведени насоките кон кои ќе се движат државите кои се членки на Европска Унија и оние кои што претендираат. Меѓу нив сме и ние. Во Баукултур е дека во декларацијата е ставено дека архитектурата е една од главните рамки на културата. Дека не е градежништво. Бидејќи најголемиот него имаме само ние проблемот. Го има сегдека. Кај нас архитектурата ја сместуваат во градежништво. Во таа декларација е пишано дека владите преку Министерството за култура, но комплетните чинители на decision makeri ќе се трудат да се што е створено од човек биде издизајнирано и биде пријатно за живот. Потоа дека мора да се грижиме за екологија и главно што кај нас мањка е дека страшно многу треба да се грижиме за културното наследство, но не од аспект да бидат споменици, тука да биде интегрирано во нашиот живот. Ај поред. Може? Може. Знам, асоциацијата ќе стигнеме и до Скопје. Така, ова е нешто што како асоциација сакам да го буткаме, усвари би требало Министерството за култура да го бутка. Бидејќи таму е обврзано Министерството за култура дека ќе ги информира сите чинители, дали е тоа Министерство за екологија, дали е Министерство за транспорт и врски и така натака. За жал тоа не се случува.
Се враќаме во живо од студиото заедно со колешката Јана Јосиповска, а тема на вчерашната авторска емисија Правда и неправда на Гордана Дувњак беше една од најголемите градежни измами, случајот Фиком, со продажбата на становите и штета која што се проценува на 10 милиони евра. Оваа афера беше откриена во 2006 година. Гости на Дувњак и беа нотарката од Куманово, поранешна адвокатка и оштетена Лорија Ваневска, како и оштетениот Љупчо Караџов. Сега гледаме само дел, а целото видео секако на YouTube каналот на Еден ТВ. Рековте дека предметот кој што одново го отворивте е во жалбена постапка. Да. Нема да ве прашам што очекувате, предпоставувам позитивен исход, но што доколку исходот не е онаков каков што предпоставувате и очекувате? Дали правдата ќе ја барате пред Страсбург? Апсолутно, и ќе ви кажам и зошто. Значи, ние нема да поднесеме некое овој средство пред Основниот суд за човекови права во Страсбург во смисла на повреда на должина на постапка и така натака. Нашата апликација ќе биде за повреда на правото на собственост. А еднаш во секогаш треба да се свати дека тие пари кои се вградени во тие згради, значи се нечија собственост. Државата не направила ништо, дури во тоа време и немала законска норма, значи со несторување се прави некоја штета, кривично дело и штета, да. Добро, кривично не, но штета се прави во смисла на државата и со тоа што не сторила ништо да не заштити нас како нејзини државјани, тие пари се наша собственост и ние бараме заштита на собственоста. Државата е должна да го испита целиот случај и да даде заштита на секој свој граѓанин. Дали побаравте во еден период сите никако беа насочени кон специјалното јавно обвинителство? Дали и вие може би побаравте да видите дали постојат бомби кои што упатуваат на никаква поврзаност? Што знам, според мене, значи ние усмено побаравме во еден од протестите, ја повикавме специјалната јавна обвинителка дека доколку, значи, се најде во тие прислушувани разговори нешто на темата Фиком, кој ќе не одведе до некој друг трак, дека ние сме со задоволство ќе соработуваме и дека сме вољни да ги дадеме целокупната документација со која што располагаме. Немаме, колку што ја знам писмено, не сме се обратиле, ја барем не, и колку што знам, тоа може би некој, да, од Сдруженијето, но исто така знам дека и Весна Николич поднесе една представка таму или некакво барање, но што стана со него, дали е повикана, дали не е повикана, дали се процесуира нешто, навистина не ми е познато. Госпоѓата Николич, според моите информации, веќе ја одлежа затворската казна и пуштена на слобода. Имате никакви информации, контакти со неа, сте поразговарале? Имав една прилика да се сретнам со неа многу кратко, меѓутоа ништо конкретно никаков, мислам само чисто излезена од издржување на казна, завршена казна, но ништо конкретно не е во однос на ова. Рече дека она знае дека многу работи е информирана, но се остана на тоа. Дали е информирана или не, таа најдобро знае. И шансата да и институциите на системот да проверат ако сакаат. Зашто некој одложил казната, тоа е како со делото остана нерешено. Со криминалот и корупцијата во државата. Многумина велат граѓаните, понекогаш и не е најбитно дали некој ќе заврши во затвор, туку да се вратат парите. А во вашиот случај излегува дека побитно е да дојдете до нас зашто сте платиле, кое што во овој момент излегува дека практично е невозможно да дојдете до нас, зашто во еден период сте мислеле дека е веќе дел од вашата собственост. Господја Лорија, вие сте правник, верувате во правната држава? Па, за жал се уште верувам, мада не гледам некој резултат, али верувам, сепак тоа ми е професија. Морам да верувам. А вие како економист? Надежта последно умира, инаку не би останале 12 или 15 години да
ние не го влечеме спорот, да бидеме најасно, некој друг го влече, а ние сме во лавиринтот од кој што сакаме да излеземе и се надеваме дека... Гледате ли светлина на крајот од тунелот или се уште? Сме на средина на тунелот, не. После 13 години, мислам дека е редно и државата навистина да си профункционира. Тука се фактите, тука се доказите, не се скриени. Не знам која поплава била во општината, за да не може нешто да се провери. Добро, има на друго место кај што нема поплава, па има документи. Добро, можете вие вашите документи да ги опипливи се, не се фатаморгана, значи се гледаат, факти се, може да се проверат во секој момент, ако сака да ги провери некој, и еве на допрен глас може и повторно, не мора да биде специјалното јавно обвинителство, може и основното јавно обвинителство да се поведе постапката па да ги побара документите. Никој од нас не е недостапен. Ние сме сите граѓани на оваа држава. Не, па токму јавното обвинителство заврши со измамата. Значи, се осудија, добија максимални казни и тука се запре. Значи, и покрај тоа што ние, ако се сеќаваш во тоа време, пуштавме и пријави и документација, едноставно не беше битно. Значи, како да најдовме на зид, но сега ќе кажам една работа. Знаете дека аферата Фиком беше многу медиумски покриена своевремено. И во еден разговор со една ваша колешка од друга новинска куќа, односно една медија, ми кажа дека не смеа да пишуваат за Фиком, затоа што еден пратеник се јавил кај нивниот уредник и забранил да се информира за таа афера, бидејќи многу се правело, се потресувале граѓаните од приказните наши. А во вчерашниот централен дневник на 1 ТВ со колегите Александар Петревски и Александар Чомовски гостин беше Горан Ангелов, директорот на Дрисла. Меѓутоа, тематиката беше околу изборните калкулации за предстојните председателски избори, сите тие случувања во најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН. Ангелов зборуваше воедно и за ставовите на лидерот на партијата и отворено најави дека ја поддржува веќе кандидатот на ВМРО-ДПМН Гордана Силјановска. Да слушнеме и дел од овој разговор. Господин Ангелов, дали вие со вашата кандидатура наслутувате пораст на председателските кандидати и повлекување на Мицковски? Најпрвин добро вечер на гледачите на 1 ТВ од Централниот дневник. Па не би рекол, значи мојата кандидатура едноставно беше, да не кажам, по моја интуиција, Божја промисла, едноставно почувствував дека сепак, еви со вас долго време се знаеме, дека јас сум долго во политиката, едно време абстинирав од мои лични причини, но почувствував дека сега е токму време, бидејќи имаше нели јавен оглас на ВМРО-ДПМН да се бара кандидат за председател. Тоа значи да се врати во игра еден стар ВМРО-вец? Па да речеме така некако. Тоа е мотивацијата. Мотивацијата е дека сепак членството кое е од 90-тите години, некако како помалку, јас во тоа време, кога се зашли во 90-тите години, значи ја бев млад, 23-4 години, за разлика од тогашните членови кои беа постара генерација, кои веќе се и пензионери. Но таа постара генерација, да кажеме, јас имам 26 години искуство во партијата и мислам дека ваквите луѓе и требаат на партијата сепак да пренесат оние корените зошто постои ВМРО-ДПМН. Тоа е абер до Мицковски, дека се оддалечува од варијантата која често ја навестува за обединување на сите околу платформата на ВМРО-ДПМН. Па не би го нарекол абер, ама факт е дека по старата генерација има дел од тие луѓе кои се таму во извршниот комитет, кај подсекретарските функции, но факт е дека не само сегашнава структура, ако ги погледнеме постапките кои ги минатава влада, имаме ние многу постапки кои се лево ориентирани, популистички постапки кои во принцип не се на десно ориентираните партии. Тешко е во една земја каде што економската состојба е таква како што е, ја знаеме, катастрофална, без оглед кој ќе биде на власт, да ја води онаа стрикно десно ориентирана политика ке демохристијанските партии кои се членки, да кажеме, на Европскиот парламент. Ако добро ве следам, како да има мало сомневање кон ориентацијата на председателскиот кандидат и на кандидатот на Мицковски, професорката Гордана Силјановска, која, како што е во јавноста познато, произлегува, да речем, условно од поранешните симбиози на СДСМ со овие центристички партии. И што тоа значи?
значи на оден начин резерва кон Гордана Силјановска или ќе ја поддржите нејзината? Не, лично јас ќе ја поддржам. Професорката Силјановска, политичката состојба во Република Македонија гледат измешана. Денес пред малку вашиот прилог веќе како можен кандидат го наговестува господинот Димитров, кој потекнува од стрикно ВМРО-вска фамилија. Од најВМР? Од најВМР-вската, Радка, мајка му, татко му Димитар. Од првиот состав и сега гледате каква комбинаторика политичка се доаѓа, додека ВМРО ДПМН исфрла еден кандидат кој е левичар, да не кажеме либерал, да го наречеме. Таму има една друга абсурд. Проамериканскиот Димитров наспроти таткото амбасадор во Москва, ама тоа е перцепција која после ќе ја определуваме. Дали сте свесни дека влегувате на одреден начин во една игра во која може да се случи да сте однапред губитник со оглед на неуспехот на Ѓорчев кој има исто така некаков голем партиски стаж? Па видете, ако го гледаме составот на конвенцијата кој беше, значи успехот беше многу тешко. Значи неуспехот извесен, успехот многу тешко, бидејќи сепак станува збор за генерацијски трансфер на нови луѓе во тој состав на оваа конвенција. Значи за разлика од Конгресот, кога се бираше Мицковски, кога беа една друга генерација, ама системот на партијата на ВМРО ДПМН е председателски систем. Значи председателот е централната фигура која по негови, да кажеме, предлози се именуваат и членовите на извршниот комитет и подсекретарите. Во најголема мера се прават интервјуа со можните председатели на општинските комитети, но ние кога јас станав председател на општинскиот комитет во Виница 95 година, имавме непосредни избори. Сите членови на ВМРО ДПМН гласа кој ќе им биде председател на општинскиот огрнок. Тоа значи дека или Мицковски ќе се реформира, или партијата мора да ја реформира во обидот да ги обедини. И на крајот на кришта морам директно ја прашам, дали во овој комплот на старите ВМРО-си спаѓа и можното враќање на почестниот председател Љупчо Ѓоргиевски? Па не би било уместно да зборувам нормално од име на почестниот председател на ВМРО ДПМН, но пак ќе кажам, политиката е работа за која нема екзактни работи. Значи во политиката, што би рекле сите ние, се е можно. Гледаме што се случува, левите одат кај десните, десните одат кај левите, така да сите комбинаторики се можни. Сигурно овие избори ќе бидат дефинитивно многу интересни, не само кај македонскиот блок на политички партии и во она што е контекстот со албанскиот електорат. Албанскиот електорат сигурно не може да му нареди дуи или не знам кој. Еве сега ние нашите гласови колку се 150 илјади ќе ги насочиме и таму има тоа поминува веќе. Тоа поминува, да. Мислам дека Ахмет е свесен дека веќе не може да контролира толкава маса. И додека вие го гледавте овој дел, ние веќе во студиото го имаме Славчо Поповски, нашиот редовен аналитичар на времето на температурите. Славчо, дали е изненадување овој топол бран сега што го имаме? Па не е баш изненадување, сме имале години уназад вакви температури, дури било и потопло. И сега најавуваш една нагла промена. Да, една нагла и голема промена на времето. Ајде, што не очекува? Значи од петок во текот на денот поради продор на поларна воздушна маса од Русија ќе имаме нагло заладување, особено кон крај на денот и вечерта, а се тоа ќе биде проследено и со засилен, повремено силен ветер од северен правец, кој на некои места ќе достигнува брзина и до 80 км на час. А колку отприлика би се движеле температурите? Температурите па најстудено очекуваме да е во недела наутро, кога минималните ќе се спуштаат на околу минус 10, па и под минус 10 на некои места, а особено на повисоките и на планинските места очекуваме температури до околу минус 15, минус 16 степени. А исто така очекуваме локални врнежи од дожд во сабота и снег на планините, додека во сабота, во петок се изминувам локални врнежи од дожд, а додека во сабота врнежите ќе поминат во снег и на пониските места, но ќе бидат локални и релативно слаби. Значи не очекуваме некои интензивни врнежи. А колку би траел овој ладен студен период? Па според сегашни анализи некаде до понеделник, вторник, така. После очекуваме некој пораст на температурата. Дали тоа значи дека веќе од понеделник, вторник повторно ќе имаме олку високи температури или можеби? Нема да бидат толку високи како сегашниот, но ќе има некој пораст.
И сончево време, предпоставувам. Ќе продолжи Бидејќи му се периодот на израдувавме на ставово сонцето време, сите. Така. Па Славчо ќе менуваме облека, најразлично. Така. Така. Јана, овде негден јас и ти привршуваме пред да се вратиме околу 15 часот. Така, останете со нашата програма. Почитувани следуваат вестите на 1 ТВ и колегата Александар Петрски.